Маџарова, добре дојдовте во Велес, културните амбасадори на нашиот град со уште една награда на меѓународен, европски надпревар. Ќе ни кажете ли какво е чувството? Зашто станува збор? За каква награда? Добро ве најдов, убаво е нели кога после неколку денови или една недела ќе се вратите во својот дом и во својата татковина, но чувството е поголемо кога имате една престижна награда во своите раце. Значи, станува збор за меѓународен фестивал, каде што се одвива во два надпреварувачки денови. Ние бевме во вториот надпреварувачки ден, само на духовна музика и според пропозициите на овој надпревар секој хор треба да има спремано програма од 20 до 30 минути, што не е случај со другите хорски надпревари, имате 3 или 4 или 2 композиции. Значи, тежината овдека се става врз репертоарот што треба да го изведувате и ве ограничуваат само на композиции со духовен карактер. Со кој репертоар настапивте? Вака, секогаш нашиот хор, јас како диригент, кога правам одлука за кои композиции ќе ги изведуваме, секогаш гледам да изведуваме македонски автори, така да и оваа година изведовме 8 композиции во време трајање од 25 до 30 минути беше нашиот надпреварувачки програм, каде што ставив тројца македонски композиции од 8 композиции, каде што изведовме композиција Величанија Кирилу и Методију од Тодор Скаловски, Алелуја Запров и од композиторот Стојан Стојуков, Песна на ангелите. Тоа е исто така убава работа што да се промовира и македонската хорска музичка култура надвор од рамките на нашата држава. И за наше големо задоволство, после, доколку добиете награда и сте добитник на награда, третата вечер има гала концерт со добитниците на први и втори награди, значи третата награда е исклучена во гала концертот, каде што жири комисијата одлучува кои композиции вие ќе ги изведете на гала вечерта. Токму најтешките композиции беа одбрани и токму нашите композитори, значи повторно се слушна и на гала концертот композициите од нашите композитори, врвни композитори, врвни уметници, што е за почит и нивните дела се изведуваат надвор од државата, што значи како хор сме и од национален интерес. Ги слушнавме овациите од директниот пренос. Какво беше чувството? Како го ја примија првен, како тоа влијаеше врз девојките, врз хористките и секако врз тебе? Вака, децата беа многу мотивирани да настапат на овој меѓународен надпревар. Нормално како чувството на самите хористи на самиот надпревар е како ќе ве пречекат. Значи бевме прекрасно пречекани, каде што на овој надпревар беше платено сместувањето и јадењето за хористите во овој надпревар. Исто така голема работа е што имавме и водич за целиот надпревар, што не е случај во другите надпревари. Исто така поддршката од целокупната организација и една поголема мотивација е што хорот доби прекрасни комплименти од жири комисијата, дека иако станува збор за деца, нашата програма била најтешка и најинтересно одбрана и составена за изведба. Значи имавме од византиски напеви на духовна музика, имавме современа духовна музика, имавме од периодот на Чајковски, Касталски, значи апсолутно композиции собрани од светската музичка хорска литература во областа на духовната музика. А децата, беа воодушевени, цело време имавме некои активности кои беа организирани од организаторите и можам да споменам овој пат дека имавме и целовечерен концерт кој се изведе во неделата пред нашето заминување во црквата Свети Димитрија, во Хеновка, во истиот град. Изведувавме повторно композиции од духовната музика, каде што и децата добија пригодни подароци.